Благодарам, председателе. Најпрво морам да се придружам кон процедуралната реакција на колешката Пешевска, тоа е дека сепак пописот, доколку ја отворите веб страницата на парламентарните комисии, во наведените работни задачи на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците е наведен токму пописот на населението и навистина не знам која е потребата и причината на ваков начин повторно преку злоупотреба на европското знаменце, овој предлог закон за попис на населението да се разгледува само на оваа комисија, но ете тоа е ваша одлука, вие сте мнозинството, иако можеби на почетокот председателот се обиде да наведе преку кои ЕУ регулативи спаѓа овој предлог на закон во оваа комисија. Јас, според она што го видов во предлог законот, можам да констатирам дека околу 3 члена само беа со некаква си делум на европска усогласеност, а еден од нив е датумот кој што не знам дали воопшто треба тука да спаѓа. Инаку ќе ги наведам и препораките на Обединетите нации, кои што во септември мислам дека излегоа до сите земји кои што се подготвуваат да реализираат попис во следната 2021 година, а тие се дека пописот е најдобро да се одложи заради состојбата со ковид кризата, особено за земјите кои што веќе се во крајни подготовки, а нашава се уште не е ни на почетокот на подготовките за пописот, така да не знам колку е разумно во време на ваква пандемија, кога еве утре на дневен ред го имаме предлогот за продолжување на кризна состојба за уште наредни 6 месеци, ние токму сега да се подготвуваме за попис. Инаку, владеачката структура, како што напоменав, целокупните активности во врска со подготовката на ова предлог законско решение ги спроведе во една крајно нетранспарентна постапка, односно без учество на сите заинтересирани структури, а особено без учество на ВМРО-ДПМН како најголема партија во Македонија и како најголема опозицијска партија во овој парламент. Од ваквиот начин на постапување може само да се произнесе еден заклучок, дека целта на овој попис не е да се спроведе статистичка операција, која што е секако значајна за креирање на нашите 10 годишни развојни политики, туку дека пописот ќе се спроведува, односно се планира да се спроведе исклучиво само заради политички цели, кои што допрва ќе станат видливи. ВМРО-ДПМН е целосно посветена да се спроведе попис, точно, но попис според препораките на конференцијата на Организацијата на Обединетите нации од 2015 година, кои што се однесуваат за попис на население и домаќинства во 2020, како и ЕУ легислативата за попис на население и домаќинства во 2021, кои што се објавени во 2019 година. Ние имаме навистина сериозни забелешки по односно ова предлог законско решение, па би ги навела некои од нив. Прво, неусогласеност на овој предлог закон со регулативите на Европскиот парламент број 763/2008, 543/2017, 712/2017, 881/2017 и 1799/2018. Второ, опфатот на лица кои што ќе бидат попишани согласно член 6 од овој закон нема да ја даде вистинската слика на резидентно население во државата и истиот е спротивен на членот 2 од регулативата 763/2008 на Европскиот парламент, каде што е јасно дефинирано кое население се попишува како резидентно население. Трето, начинот на попишување на лицата кои што се на привремена работа или престој во странство во членот 8, особено можноста истите да се попишат преку електронска апликација, нема да ја даде вистинската слика за лицата кои што се надвор од државата повеќе од една година и кои што не спаѓаат во групата на резидентно население. Вака дефинираниот начин на попишување овозможува сите лица кои што се на привремена работа или престој во странство, без разлика на времето за кое се отсутни од државата, да бидат попишани како резидентно население. Четврто, потребно е додефинирање на податоците за населението кои што ќе се обезбедат со пописот, тоа се однесува на членот 10 од овој предлог закон. Пето, со предлог законов
се даваат преголеми овластувања само на едно лице, а тоа е директорот на Државниот завод за статистика, кој што дополнително после изгласувањето на овој закон ќе ја подготви методологијата за пописот, како и сите подзаконски акти кои што ќе произлезат од овој закон. Уште посимптоматично е тоа што по донесувањето на овие акти, истите треба да ги одобри дополнително и заменик директорот на Државниот завод за статистика, а додека Советот за статистика, формиран согласно Законот за статистика, ќе добие само некаква советодавна улога со овој закон. Шесто, во законот не се дефинирани потребните документи кои што треба да ги приложат лицата кога ќе бидат попишувани и ова отвара дополнителен сомнеж за регуларноста при вршењето на пописот. И седмо, за поголема веродостојност во податоците, предлог законот предвидува и користење на бази на податоци од носители на збирки на податоци, но во самиот предлог закон не се набројани кои се тие носители на збирки на податоци, дали тие бази се ажурирани, дали ќе бидат веродостојни за користење, ниту пак дали од истите Државниот завод за статистика ќе ги добие потребните податоци. А според препораките за попис 2020 на населението и домаќинствата од Обединетите нации, цитирам: неопходен услов за користење на овие бази е законодавството да им даде овластувања на Државниот завод за статистика за пристап до административни податоци на ниво на единица со податоци за идентификација и да ги поврсат за статистички цели. Исто така е важно националното законодавство за регистрите да е ажурирано и активностите на регистарските органи да се отворени и транспарентни. Доколку некој од овие услови не е исполнет, земјата треба да продолжи да се потпира на традиционалниот попис на населението како примарен извор на репер статистички податоци за населението. Завршен цитат. Понатаму, во предлог законот за попис се забележуваат повеќе политички аспекти, наместо, како што реков, стручно професионални, кои што се присутни пак во законот за попис 2011 година. Како примери ќе ги наведам членот 4, каде не е предвидено постпописно истражување кое што се прави на најмалку 2% од пописната маса, а заради утврдување на квалитетот на редовниот попис. Ова значи дека евентуалните пропусти во пописот можат да се прикријат. Член 6. Се споменува терминот државјани наместо лица, како што е во законот за попис од 2011 категорија. Овие две категории се различни и во контекст на пописот конкретно битна е категоријата лице, а не државјанин. Најверојатно и овде станува збор за некаква си замка со цел да се вметнат и лицата кои што се подолг период од 12 месеци надвор од Република Македонија. Се манипулира со местото на вообичаено живење, кое во новиот предлог на закон се заменува со живеалиште или престојувалиште, што е суштинска разлика од терминот вообичаено место на живење. Во законот, како што реков, предвиден е врзан подпис на директорот и заменик директорот, што значи дека без заменик директорот, односно без неговиот втор подпис, не ќе може ништо да се спроведува. Би рекла дали ќе станува збор за класична уцена, но мислам дека е ова прв случај ваков да имаме во еден предлог закон за попис. Членот 5, како што реков, нов вметнат член кој што го регулира принципот на комбиниран подпис. Односно, евиденција на податоци на терен со техничко средство, пренослив компјутер, со инсталирана наменска апликација за попис со внесени бази на податоци од релевантни институции, бидејќи не се наведени, можам да предпоставам тоа може да бидат МВР, УЈП, Фонд за здравство и така натаму. Јас сега тука постапувам едно легитимно прашање, а тоа е дали, например, на секој терен во Република Македонија ќе имаме возможна интернет конекција. И дали смеат и можат институциите да ги дадат своите бази на податоци да бидат внесени во секој компјутер, а ќе има голем број на компјутери со оглед на обемноста на оваа операција.
Членот 6 го споменав и претходно, го регулира проблемот на вообичаено место на живење, кое што со предлог законот 2020 се заменува со термините живеалиште, престојувалиште, што е сосема различно од вообичаено живење. Или лицата кои што се подолго од 1 година надвор од државава ќе можат да се попишуваат наводно одделно, но тоа не е прецизирано во овој предлог закон. Мора да се има пописница на хартија, барем за основните податоци за лицата кои што ќе бидат физички присутни пред попишувачот кој што ќе го врши пописот, и таа пописница на хартија да биде базирана на личен документ, например лична карта, пасош, извод од матична книга на родени и слично. Пописницата да има и заради потреба што со закон е предвидено пописни материјали да се архивираат. Значи, треба да имаме нешто што ќе остане на хартија, не само како електронски запис. Инаку, зашто воопшто би се правил овој попис ако после него немаме ништо за архива? Како ќе се складираат сите овие податоци? Би го напоменала и членот 32 од предлог законот, кој што го регулира бројот на попишувачи и е предвиден по еден попишувач. Јас сметам дека воопшто тоа не е добар предлог, минимум да се 2 попишувачи, а посебно со оглед на тоа што нашата држава е мултиетничка, така да само еден попишувач, мислам дека воопшто нема да имаме корисни практични ситуации каде што еден попишувач би се снашол во реализацијата на пописот. Или членот 35, потребно е да се прецизираат потребните документи за идентификација, затоа што во овој член наведено е само терминот соодветен документ. Јас навистина не подразбирам под овој термин на што предлагачот мисли, што за предлагачот на овој закон е соодветен документ. Исто така, за мене е едно од поклучните прашања со овој предлог на закон за попис е прашањата за етничко-религиозните карактеристики на населението. Овие прашања најлогично е исклучиво да се добијат преку самоизјаснување или, да речеме, поставување на отворено прашање и добивање на отворен одговор. Овде ќе се наметне проблемот за очекуваната нерелевантност на собраните податоци по однос на ова прашање. Имено за лицата за кои други лица, значи кога нема да добиеме личен одговор, ќе даваат вакви податоци, од каде ние ќе знаеме за нивната сигурност во дадениот одговор за друго лице по однос на неговата произнесеност за етничко-религиозната припадност. Во овој случај мора да се направи разграничување кои се лицата што се вклучени во вкупното население, а кои се лицата кои што не се вклучени. Значи, ќе дава одговор лице кое што ќе го затекнеме на местото на вршење на попис за лице кое што не се наоѓа тука, да не речам можеби за лице кое што не се наоѓа во моментот во Република Македонија, се работи за навистина сензитивно прашање. Друго што сакам како забелешка. Без јасна дефиниција кој ќе се попишува, кој ќе влезе во категоријата на вкупно попишани, а кој во категоријата вкупно население на државата, ќе повторам, пописот ќе биде ризик. Наместо да го добиеме она што посакуваме, што ни е крајна цел да го добиеме, навистина сметам дека ќе имаме доста сериозен проблем за кој што не смееме вака да ризикуваме, особено не на ваков начин носење на закон, не преку Комисија за европски прашања, може би добро ќе беше и некоја јавна расправа да се организира, но за жал ништо од тоа очигледно не можеме да добиеме преку ова владеачко мнозинство. И она за крај што би сакала посебно да го потенцирам, значи се работи за еден ад-хок закон, односно закон за еднократна употреба, и затоа сметам дека држи и треба овој закон колку што е можно повеќе да биде исполнет со детали околу извршувањето на реализацијата попис, а не да биде скратен со детали, па да велиме дополнително директорот на Државниот завод за статистика ќе
ќе ја поднесе методологијата и така натаму. Јас не напротив сметам дека и методологијата треба да биде дел од овој закон, затоа што овој закон, како што реков, е адхок, трпи, до промил секакви детали да бидат токму во предлог законското решение. Неколку уште забелешки имам по однос на предлог законот, затоа што гледам дека има и други заинтересирани да се произнесат. Па би рекла, немаме поимник во овој закон, односно дефиниции. Имено, за да се транспонира членот 2 од регулативата 763/2008 на Европскиот парламент и Европскиот совет, потребно е постојање на поимник во овој закон, односно дефинирање на поимите од типот население, вообичаено место на живење, официјално место на живење, домаќинство, пописен реон, стан и така натаму. Тоа во ова предлог законско решение го немаме. Кој ќе биде опфатен со пописот како резидентно население, односно не е наведен минимално потребниот период за наназад континуиран престој на лицето кое што ќе се попише како резидентно население, тој период би требало да биде минимум 12 месеци во континуитет. Друго, ја споменав пописницата, на која што според мене треба да се потпише и попишувачот и тој што се попишува. За жал, ова ќе остане само некоја електронска верзија и затоа не знам зашто велиме дека овој попис ќе биде комбинација од теренска и електронска изведба. Мислам дека повеќе ќе се сведе на електронска, доколку немаме нешто на хартија, кај што ќе стои подпис на оној кој што ќе стои зад дадените, односно евидентираните податоци во компјутерите. И по однос на Комисијата за пописен реон, предлогот е да се избира од редот на вработени во државна, јавна и општинска администрација, електронски, при тоа секако да се внимава на принципот на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците, кои што не се мнозинство во пописниот регион. Јас велам дека Комисијата за пописен реон е потребно да се избере од редот на вработените во државната администрација на ниво на државата, со високо образование и стојам за тоа по случаен избор и при тоа секако учеството на малцинските заедници да си биде сразмерно застапено, не како што е предвидено со законот, а предлогот со законот е да се одбираат и од општинска администрација и на предлог на единиците на локалната самоуправа. Го потенцирав моментот да се работи за попишувачки тимови, а не за едно лице кое што ќе попишува. И за крај останувам со жалење да констатирам сепак дека имавте навистина долг период, бидејќи пописот ви беше мислам во план и програма и за претходниот мандат. За жал не го искористивте доволно, повторно се доведуваме во ситуација еден ваков предлог закон да се носи на брзина, без консултација на експерти, без учество на најголемата опозиција во државава, но еве за крај, бидејќи ова е само денес усвојување на тоа дали ќе има потреба од носење на овој закон, се надевам дека барем амандманите кои што ќе дојдат од страна на нас како опозиција, сериозно ќе ги разгледате, тие амандмани ќе бидат во насока на вистина пописот да има саканата форма и цел, а не да биде некаков политички дил, договор, ветување или не знам што. Да се надеваме дека барем амандманите кои што како опозиција ќе ги подготвиме и ќе ги поднесеме, ќе ги разгледаме заеднички и истите ќе бидат прифатени за да се постигне саканата цел од пописот кој што следува. Ви благодарам.